зборуван, имате можност да ја проследите последната емисија од серијалот емисии Зборуваме за хендикепот, кој го реализира Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово во соработка со телевизија КИС. Инаку да подсетиме, ова емисија поддржана преку проектот Попреченоста е прашање на перцепција, што го спроведува Институтот за медиуми, различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија со финансиска поддршка од Европската унија. Мој гостин е господјата Милица Серафимовска, таа е специјален едукатор и рехабилитатор на лица со посебни потреби. Па оваа последна емисија ќе ја посветиме токму на лицата со посебни потреби, што умеат, а не што не умеат. Добро дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Ова е добар вовед, зашто стварно попреченоста е баш начин на перцепција на кој луѓето ја гледаат попреченоста. И ова е интересна можност да се каже за можностите на лицата со попреченост, зашто попреченоста колку што ги оневозможува лицата во одредени нивни активности, толку им дава друга една димензија животна, можност да покажат и тоа што умеат. Тоа е тој момент кај што им се дава можност низ различни тренинзи, низ различна околина подготвена да развиваат своите способности и истите да ги презентираат. Така, за да видиме овие лица со посебни потреби што умеат, ние направивме неколку прилози и репортажи, ги посетивме денивниот центар, посетивме неколку здруженија кои се занимаваат со деца со посебни потреби, кои што ги откриваат нивните спортски вештини. Нели, посетивме едно лице кое што е повозрасен и кое што поминал низ тој период, нели, на болести и слично, и кој што, нели, дава многу добра порака како треба лицата со посебни потреби да бидат позитивни, да не мислат на нивните болести. Пред се, најпрви го посетивме деневниот центар, каде што регистрировавме дека има многу деца со посебни потреби кои што знаат да се занимаваат со уметност. Таа нивна уметност се откриени од лица кои што работат во тој дневен центар. Па предлагам вие и гледачите да ја погледнат оваа репортажа, па потоа да искоментираме за нив. Дали има новој бели свет, поубаво девојче од Македонче. Ова е златниот глас на Дрита Салихи. Незиниот талент во пеење е очигледен и истиот го откриле во дневниот центар во Тетово, каде услугите на оваа установа ги користат уште 20 на лица. Умешност и талентираноста на овие деца е голема. Берата Садики исто така има несекојдневен талент. Таа црта со своите нозе, додека незината другарка Сафи Рамадани ткае. Од дневниот центар велат дека талентите на овие деца се откриваат многу лесно, преку нивните слободни насочени активности кои ги спроведуваат, а најчесто децата сами се пронаоѓаат во одредена уметност. Во дневниот центар сместени се 20 корисници на различна возраст. Така да оние кои што се возрастни корисници веќе имаат насочени активности и слободни активности. Насочените активности ги води педагог, додека пак слободните активности се однесуваат на работна окупација на корисниците. Тука корисниците според своите афинитети секој се пронаоѓа во некоја од активностите кои што сме ги спровеле тука и кои што сме се обиделе да ги обучиме за одредена активност, например ткаење, плетење, везење, работа со гипс, работа со пластика и слични работи, така да видовте дека има девојче кое што ткае одлично, има девојче кое што одлично се снаоѓа да црта и да бои со нога, други работат со гипс и слично.
колку тоа им помага во нивното секојдневие развој слично? Така, од голема важност е работната окупација за повозрастните корисници. Како прво, постојано се надградуваат, се вежба моториката кај овие лица, меѓутоа и се чувствуваат корисни во општеството и во средината, така да од голема корист. Значи, делови психички, ова е добар позитивен пример, работилниците. Да. Има вакви лица со посебни потреби кои што се способни и кои што се способни за изведување на одредена работна активност. Да. И се во подминати години, меѓутоа голем број од нив сега затворени во своите домови. Колку според вас општеството треба да се грижи за овие лица и да отвора работилници каде што ќе се дружат, ракотворат и слично? Од голема важност е да се отворат такви, ајде да ги наречеме клубови, каде што од една страна би се дружеле, од друга страна би твореле и би се чувствувале и корисни и задоволни. Меѓу овие лица има големи таленти, дел од нив можат да изведуваат различни активности, значи да работат, исто така да пеат, да творат, да сликаат и слично, така да големи таленти, дури и со спорт да се занимаваат. Да творија со нога е посебно тешко, меѓутоа за неа е големо задоволство. Видимо голема умешност во пресетот. Да. Многу е прецизна, многу е умешна во тоа што го работи. Иткаењето бара прецизност како на моториката на рацете, на фината моторика, визуомоторната контрола, и тоа бара и концентрација, и внимание, и прецизност. Многу интересен прилог. Ова е само еден приказ на еден дел од можностите што ги прикажуваат лицата со попреченост. Искуството долгогодишно покажува дека децата ги развиваат своите вештини во средината во која што живеат најпрви. Значи тоа е семејството. И една подготвена околина може да биде поттик децата да ги развиваат своите капацитети и можности без разлика на нивниот хендикеп, односно нивната попреченост. Ако детето е поддржано, ако има позитивна атмосфера во семејството, ако биде поддржано со адекватна стручна поддршка, детето ќе ги развија капацитетите на оние делови кои што не се условно кажано хендикепирани. Значи, постои во науката позната компензација и надкомпензација на можностите, па еве девојката што слика. Собирата пример, да, така да. Девојката што слика, значи нејзиниот хендикеп, односно во нејзините раце, значи типично кој гледаме сликарите сите сликаат со раце, а она развила способност да слика со нога, со нозе. Тоа е вложен максимален труд, зашто постои техники воопшто за сликање со различни делови на тело, односно користење на различни делови на тело, со што се занимаваат специјални едукатори што се викаат соматопети. Сега не знам дали девојката била поддржана од таков вид на поддршка, од стручна поддршка како соматопет, меѓутоа нејзината желба, нејзината перцепција, нејзиниот порив уметнички, најпрви претпоставам дека уметнички, дава можност она да развие способност да слика со нога, и тоа е одлична можност да му прикаже на светот, да ја прикаже нејзината креативност и нејзината подготвеност да биде еднаква со сите во општеството. Познато е пишување исто на лица, например со квадриплегија, со параплегичари со още неможност за движење на горните екстремитети да пишуваат со брада и со рамо, да пишуваат со чело. Има различни примери на
искористување на функционалните делови на телото за личен, собствен и било каков израз. Колку е тоа важно за нивната психа, пошто знаеме дека најважно за лица со посебни потреби е нивната гордост, да чувствуваат еднакви во општеството, нешто кога правеве како Берата тука, како Сафија и како Дрита девојчета што пее. Па многу е важно. Низ незиниот израз, низ незината активност, она личностите само се потврдуваат. Значи тоа дава дополнителна мотивација кога нешто добро правите, сакате уште повеќе добро да правите. Ако моментот хендикеп, односно оневозможувањето со нешто да се занимаваме не прави неуспешни, тогаш личноста се затвара во себе. Затоа треба да се дава можност и поттик. Значи низ позитивни примери вака луѓето да видат дека се е можно. Дека луѓето со попреченост не треба да се затворат во својот свет, туку треба да ги покажат своите потенцијали, да ги развиваат своите потенцијали и на ваков еден убав начин да ги прикажат своите постигања. Тоа е важно не само за личностите со попреченост, туку за целокупното општество, зашто тежиме кон инклузивно општество. Тоа е одличен пример како може да се постигнат добри резултати на секое поле. Рековте дека не треба децата да бидат затворени, односно лица со посебни потреби да се отворат пред општеството. Најверојатно сите знаеме дека секој лице располага со некоја умешност нешто да направи. Што е потребно за да се открие умешноста кај лице со посебни потреби? Еве тука за среќа децата пристигуваат во дневниот центар, па со помош на стручните лица се открила нивната умешност. Меѓутоа што е потребно? Дали да се отворат повеќе клубови, дали семејството треба повеќе да вложи во овие деца? Што треба да се направи или пак можеби вие како што рековте некои експерти кои што би работеле со тие деца да ги откријат нивните вештини? Значи специјалната едукација и рехабилитација толку се фокусира на хабилитација, односно рехабилитација на лица не само со попреченост, нели и лица со типичен развој. Имав можност на почеток на 2000 година да учествувам во еден проект за доедукација лична како Монтесори педагог и тоа многу ми помогна да ги проширам видиците во однос на можностите на и лицата со типичен и лицата со нетипичен развој, односно лицата со попреченост. Една единствена и многу убава идеја што ја нуди Монтесори педагогијата е идејата на Монтесори да покаже дека една подготвена средина може да понуди многу за една личност да ги развија сите своји капацитети и можности. Односно, нејзината идеја е помогни ми тоа да го направам сам. Оваа максима на Марија Монтесори не се однесува само за децата со типичен, туку и за децата со нетипичен развој, а тоа значи дека од најмали нозе учењето треба да е во интерес, односно во својство на ученикот и фокус на ученикот, а не на наставникот. Што сакам со тоа да кажам? Дека наставниците постојат за учениците, а не учениците за наставниците. И наставникот треба да биде поддршка таму кај што смета дека треба да му ја даде поддршката. Секоја индивидуа се развива по сопствен темпо, со сопствена потреба за напредок. Секој има различни интереси. Значи, интересот на детето е првиот момент кој треба да се поддржи и наставникот е тој да му помогне да ги реализира своите желби и соништа. Низ серија на дидактички материјали и добро осмислена и подготвена околина, сите деца по методот на Марија Монтесори постигаат цели и знаења, водејќи се со сопствената желба, сопствените потреби, сопствените можности. Затоа сметам дека да, една добро осмислена работна атмосфера, работен простор, окупациона терапија многу ќе помогне сите лица, вклучително и лицата со попреченост, да ги развиваат своите потенцијали и способности, поддржани од стручни лица. За жал, Дневниот центар е добар пример како може да се функционира, но во нашето општество требаат многу повеќе вакви центри за дружење кај што лицата ќе можат и да се дружат, и да творат, и да ги покажуваат своите капацитети и потенцијали.
Така. Освен центрите кои што работат во рамки на институциите, постојат здружени и организации кои се трудат на лицата со посебни потреби, односно од лица со посебни потреби, да го излечат тоа што најдобро. Ние посетивме едно здружение кое што работи со лица со посебни потреби на спортски план. Тие лица со посебни потреби постигнаа големи спортски успеси, дури на специјална светска олимпијада, па предлагам да ја погледнеме репортажата, па потоа да ја искоментираме истата. Дека има талентирани деца со посебни потреби говорат медалите на Ардијан, Агрон и Сара, кои се вратија со големи спортски успеси од Абу Даби, каде се одржа светската специјална олимпијада за лица со интелектуална попреченост. Зад секој спортски успех стои упорносно и вежбање. Така и овие деца веќе неколку години во рамки на здружението Активен живот ги откриваат своите таленти и истите ги надградуваат. Ифраим Љута, кој е претседател на здружението, веќе 7 година поред работи со овие деца. Вели дека секое дете без разлика со каква попреченост има талент, само потребно е со него да се работи, да има континуитет и дисциплина, а талентот со тек на време ќе се открие. Првично со сите работиме универзални вежби, а потоа излегува на површина кој од нив треба да продолжи со атлетика, фудбал, кошарка и слично, вели Љута. Зависи, секој тренер си има свој начин. Например, кај мене не има врска, например, за почта кој каков талент има. Јас, например, увек сакам да имам масовност и во тоа како што се двиваат тренинзите, зависи текот на надпреварите, зависи кои активности ќе имаме и од тогаш после почнуваш да ги откриеш кои се талентите. Јас реално работам ексклузивно, универзални вежби, после они сами по себе си се дефинираат. После ние како организации кај ќе имаме покани за кошарка, за фудбал и така тие деца кои се поспособни за тоа ги селектираме. Кога е за атлетика ги селектираме тие за атлетика. Овие деца навистина идат редовно. Посебно една група од 10 деца кои се многу редовни и нормално и они увек имаат мало повеќе предност да ги земеш бидејќи не можеш да ги носиш надвор негде е така лесно ако не се они оформирани. И многу е битно кај нив независноста. Така да, и кај нив, кога се иде на некои меѓународни првенства, се бара, ако не е независен, не можеш да го носиш, немаш право. Какви таленти излегува да овие деца во себе? Па реално, се знае, веќе годинава беше бумот со атлетиката, каде беа светските олимписки игри за деца со посебни потреби во Абу Даби 2019, каде бевме под покровителство на специјална олимпијада Македонија. Ние бевме вклучени во рамките, бидејќи они знаеа дека работиме и не поканија како дел од репрезентацијата. Најголемиот успех се покажа и најголемите таленти се покажа во атлетика, каде со 4 атлетичари бевме навистина на врвот на светот. Имавме 2 бронзи, Сара бронза, сребро и Ардијан бронза и сребро, Агрон имаше 2/4 места на светско ниво, исто така и Вилда не беше 5-та и прва, но првата имаше поради дисквалификација, не успеа да земе. Тоа беше еден голем, али талентот увек се открива постојано како тренираш. Има деца навистина кои многу сакат и кошарка да играат. Например, на турнирите што сме учествувале низ Македонија, кога се работи за оваа категорија, они на тоа се вклопени многу добро. Сега во последно време работиме и фудбал. Рекреативно, бидејќи има организации кои не канат веќе и за фудбал, бидејќи да објаснам, кај лицава со интелектуална попреченост се бара unified partnerство, значи здрави деца и со деца кои имаат некоја штетување. И тука се комбинира екипата со нив и тоа многу добро на крај излегува. И на светско ниво тоа така се организира. Ето септември планираме да имаме некои активности низ Македонија и со фудбал. Тој смета дека успехот кој го постигнува лицето со посебни потреби на спортски или кој било друг поглед влијае многу позитивно на неговото психофизичко здравје, ја јакне неговата самодоверба, а вежбањето и работењето во група е значајно за неговата социјализација. Почеток е многу тешко да се покаже, например, кај некој дори треба и 2 години да тренираат постојано за да го сфатат. Например, ние имаме деца кои што тренирале 6 месеци, одеднаш престанале, па се вратиле, пак престанале, ама откако се вратиле, после останувале цело време. Многу кај нив е континуитетот многу битен, да се има еден долг период за да го сфатат. Е веќе тие што идат со години, кај нив више не постои тоа прашање што е како. Они веќе знаат дека имаат час, знаат како одговорност и си одат многу редовно. Најголем проблем е кај маливе деца, бидејќи тие родители се најшокирани како им е како кој се појави такво дете во фамилијата. Они со тешки чекори го носат детето на тренинг, дури да се навикне, па ќе дојде неколку часа, не му е интересно.
нормално децава на почеток како што растат, они помали се похиперактивни, како што растат кај нив се намалува хиперактивноста, они мислат дека не е послушан, па не може. Знаеш, проблемот е најмало, кај најмалите најголем проблем. Како расте тоа веќе се тргнува на страна проблемот. Реално ние вклучуваме од цел град. Веќе ова многу е познат, редовно бил по медиуми. Имаме околу 30 деца кои постојано идат, но не се секоја сабота редовно. Например, некоја сабота се 10 души, некоја 10, 11, 5, се десило и со двајца да бидат некој викенд, но зависи и од фамилијата кои имаат одговорности, зависи климата каква е, некој пат ако е многу ладна, па нормално идат помалу деца или обратно сега лето ако е многу топло. Но стандардно до 10 деца ги имаме речиси редовно. Државата и општините треба да работат на идеи за отворање на клубови, каде ќе може да се откриваат талентите на лицата со посебни потреби. Само така оваа категорија граѓани може да се отворат пред светот и да ја покажат нивната умешност и талент. Финансите многу битни се, бидејќи на пример треба цело време и да можеме на нив и опрема да им обезбедиме и да можеме да патуваме по разни градови. Еве еден пример може да кажеме, ние не сме знаеле дека Зими е Гзим Сулеймани, Зими го викаме, дека е многу добар на пливање. Ние бевме на екскурзија случајно во Струга и таму после активностите што ги имавме, он пливаше перфектно. А ние во нашиот град знаеме дека немаме базен и детето, талентот му бил во пливањето во споредба со другите спортови што ги вежбаме тука. Така да некој пат не може да откриеш некој талент, дури ако ти фалат некои услови. За Зими требаше да идеме до Струга, случајно да се прошетаме и да откриеме дека Зими е талент за пливање. Финансиите кога би имале помош од некоја, не знам, организација или држава, како би ги искористили? Зошто би се потребни финансиите за да имате повеќе деца и да ги бидејќи јас сум и председател на Сдруженијето Active Life и ние работиме на проекти. Фактички финансите се многу битни бидејќи ги правиме програмите многу по-специјални. Можеме да селектираме и повеќе тренери, зашто не може само еден да работи. И нормално, како ќе правиме повеќе тренери, ќе имаме и повеќе активности. А сепак, за било што треба и финанси, бидејќи, еве, ако самиот град немаме базен, ако треба некој дете да носиме до Скопје, тоа се бајги трошкови. За зголемената самодоверба говорат и воздишките на смевките на овие деца, кога ги запрашавме какви успеси постигнале во Абу Даби. Да ни се представиш? Да. Агрон? Агрон Ередини се викам. Вежбам Тука си, да? 4 години и се сувам добро и добро ме иде со све тренерите, вежбаме, играме кошарка, играме фудбал, тие работи. И така. Еве колку време си овдека? Да. Сте били на напревар, нека да кажете тоа. Бевме во Абу Даби, поминавме добро. Ја го земав 4-то место, Сара го земав 3-то место и 2-то место. И така и Ардијан Шабани и истото го зема 3-то место и 2-то место. Четврта на 500 и на 100 метри. Ја бев за малце да го земав 2-то место, ама го земав 4-то место и се чувам добро зашто го земав 4-то место. Еве тука да ни кажете, вие се уште нели се надпреваруваат? Мислам, се тренирате, така? Да. Дали планираш другата година или очекуваш да бидеш? Да, сакам. Сакам да бидеме сега, мислим, у 2012 може да идеме у Германија на спорт, да трчаме. 2020, Да. И да идеме у Германија у спорт и сега да почнат ова одморите. Ќе идеме у Скопје, имаме фудбал да играме и таму мислим ќе бидеме најдобри. Да, задов 2. Дали? Во каква дисциплина? За трчање, На колку метри трчаш? за 100 метри и 200 метри. И колку време тренираш ти за да го освоиш тоа? Како помина таму на тој надпревар? Убаво беше? Да, убаво беше. Тешко беше да се надпреваруваш со тие деца? Не, Не? И сега се уште тренираш? да, уште. Така? Планираш наредна година да одиш пак на надпревар, така? Да. Се дружиш тука со другарчињата да ни кажеш тоа? Да, Агон
Ардиан, Агрон, Ардиан Шабани, Ардит и Вилдан Амети. И Газим Исмаили. И кошарки исто тренираш, така? Да, и кошарки. Да? Да. Можеш малку да ни покажеш после како играш кошарка? Ако. Да, може? Да, може. Така. Фасцинантно е ова што се виде и лично го познавам господин Ефрем Љута. Ме заинтригира неговата работа пред известно време и како дефектолог, како специјален едукатор, сакав да отидам и да видам што они точно работат. Поздрав до сите волонтери, професорот, идејата е фантастична. Меѓутоа, тоа што посебно ме фасцинира покрај нивното спортско знаење, ме фасцинира посебно нивната емпатија. Што значи тоа емпатија? Што значи тоа доброта? Сите волонтери, вклучително и Фрейм, сите луѓе што се вклучени во проектот специјална олимпијада, покажа многу голем сенс и разбирање за можностите и потребите на лицата со попреченост и на вистина со голема љубов они тоа го работат. Таа енергија треба секој да ја почувствува, треба секој да го види моментот, зашто на вистина е многу вложен труд, многу позитивна енергија, а резултатите се видливи. Човекот е биолошко битие што има потреба од движење. Моториката, низ моторичките движења се развиваат сите делови на мозокот кои што овозможуваат функционирање на една единка функционално. Значи, од најмала возраст, децата треба да се стимулираат на моторичка активност, вклучително и децата со попреченост, затоа што на тој начин се стимулираат мозочните процеси во организмот. Бројни се студии што покажуваат дека низ моторичка активност се развиваат сите овие когнитивни процеси понатака и тоа се база, моториката е база за развивање на севкупната личност на една единка. Растенијата немаат потреба од движење, а ние во последниот период многу малку придаваме значење на движењето и моториката кај децата. Децата учат од нас, од возрастните, и возрастните треба да им го возможат моментот на движење. Например, во трка со времето, во трка по парите, во трка по градење на кариера, родителите најчесто забораваат на овој момент. Па вие можете да забележите, например, родители на деца на возраст од 3-4 години ги туркаат у колица. Ја тоа често го забележувам и просто ми е неверојатно зошто дете кое што може да се движи, го туркаат во колица. На прашањето зошто го водите детето во колица, родителите често знаат да кажат така дека им е полесно. Полесно е околу транспорт, затоа што детето е многу љубопитно и низ движењата ја истражува околината. Родителството е еден многу важен сегмент во моторичкиот развој на детето и треба да се овозможи детето да трча, детето да скока, детето да се врти, детето да истражува. Значи, сите такви моторички активности детето учи за светот. Така и децата со попреченост. Значи, нека и детето телесно попречено. Ами има можности тоа дете да се вклучи во некакви моторички активности со другите делови на тело кои што не се попречени, кои што се функционални. За сите попречености, значи најважна според мене од најрана возраст е стимулација на тие моторички способности за да може детето да ги развие когнитивните способности. Ние сега имаме проблем со деца кои што користат технологија модерна, со телефони, мобилни апликации и iPad, нели? Они се многу вешти во манипулирање со модерната технологија, меѓутоа општата моторика не се развија кај децата. Значи тоа е прелого седење на пред телефон, они развиваа одредена група на мускули, например на раката. Тоа што не е добро. Значи децата треба да бидат надвор и да бидат изложени на секакви прилики. Од тачери и кликери децата заборавија праксија, значи не може да исечат, не може да користат алатки за сечење, ножички, нож, плашливи се. На тоа поле треба многу да се работи. Имитација.
имитативните способности на децата од рана возраст се развиваат. Ако детето има шанса и да погледне и да види, да направи проценка, тоа ќе овозможи развој на неговите когнитивни способности. Спротивно на тоа, затворени деца, собни деца, се собни билки, како растенија. И ние овој момент и овој тренд треба што поскоро да се прекине. Ова важи и за лицата со посебни потреби кои што Апсолутно. за разлика нели Апсолутно, од останатите за нив посебно, за нив посебно, поголем дел се раната моторичка стимулација е основа за подоцнежен здрав когнитивен развој. Значи деца што можат да се снаоѓаат во средината, со вртење, со трчање, со скокање, они нема да имаат утре проблем нити со пишување, нити со дислексија, нити со дисграфија. Тоа се многу сега модерни болести на денешницата, што, значи, дете прво оделение, скоро 50% децата во прво оделение има проблеми во говорната комуникација, што е исто поврзана со имитативните процеси, со развој на говор, со вештините моторички, со општиот когнитивен развој. Значи, мора да работиме повеќе на овој момент, на физичките активности на децата, на проценка на децата, да можат сами да проценуваат, да можат сами да носат моторички ризици, па ако падне дете, може и да падне, и ние паѓавме. Да. Така и господин Тифрем Љута во репортажата ни истакна дека најпрво со сите деца кои што на почетокот одат, нели, да ги посетуваат овие спортски активности, им дава универзални вежби. Па потоа со текот на времето се откриваат нивните способности. Тоа е најважно, значи универзална на некој начин. Да, ја ги видов вежбите кај Ефрем Љута, тоа се полигонски вежби, значи универзални вежби. Интересно е, значи поставени се реквизити, тоа е една подготвена околина. Да. Значи тоа е една подготвена околина што им ја нудат на децата со попречност за да можат полесно да ги совладуваат препреките, односно да ги совладуваат полигонските вежби, а потоа се работи индивидуално со секој дете. Значи тоа е многу интересно, прилогот може и малку да каже, реалноста кажува многу повеќе. На секој дете речиси му следува еден волонтер кој што го поттикнува неговиот физички развој, го поттикнува начинот на израз, ги открива неговите можности и таленти. Значи, во живо, многу позитивен е мојот коментар во однос на нивната работа и мислам дека повеќе луѓе треба да се вклучат, да волонтираат и да помагаат таму кај што треба да се откриваат таленти и можности на лицата со попреченост. Така вакви позитивни работи обично гледаме и се изнесуваат доколку нели се организирани од здруженија. Нели Ефрем Љута работи во рамки на едно здружение кое што спредува ваква активност, меѓутоа засега, како што кажува тој, ретко има поддршка од институциите, пред се финансиска. Тој вели дека потребна е финансиска поддршка за да можеме да ги откриеме талентите и со нив, нели, да спроведуваме разни активности. Не каже еден пример каде што едно детенце кое што нели било, односно се уште во групата, отишле случајно на излет во Струга и откриле дека тој е многу добар пливач. Тој пример на некој начин кореспондираше со неговиот апел да се помогне финансиски на овие деца за да нели се откријат нивните умешности и способности кои што нели ги имаат. Важно од државата, зашто сега ние сме на почеток на градење на инклузивно општество. Да, на пример чудо за неверување кога ќе видите дека едно дете со аутизам кое што претходно немало искуство во вода на пример, спонтано почнува да плива. Такви примери има. И од практиката познати се. Што му треба како поддршка на тоа дете? Како поддршка на тоа дете му треба простор, кај што ќе ги развива вештините, односно пливањето, значи му треба базен, и му треба стручна поддршка од лице, кој што ќе го води низ процесите да стане добар пливач. Такви можности, за жал, ако зборуваме за нашиот град, ние ги немаме. Има можности во Скопје, во главниот град, ама тоа е само опфатено со многу мал број на деца кои што може да ги користат тие бенефити. Значи, да, мислам дека не е само државата одговорна за стварање, за создавање на ресурси. Например, европските земји покажуваат дека родителските здруженија на родители се толку силни организирани, што ни своите активности и по пат на донации создаваат услови. Значи,
не можеме се ние да очекуваме од владата да ги создава условите, туку треба граѓански иницијативи, сплотеност. Ако имаме една заедничка цел, тогаш може да се постигнат многу други цели кои се во интерес на развојот и на перспективите на едно лице со попреченост. Значи, искуствата кажуваат, мене ова сега не ме стрефи, сега немам интерес за ова да се борам, зошто уопште да го трошам зборот, па кој ќе ми даде пари? Значи, многу е тешко да се извлечат пари од бизнис секторот, меѓутоа треба стварно една добра визија, да се видат можностите, кои се капацитетите, кои се можностите на ваквите деца и нивната желба и нивната потреба да се поттикне и да им се помогне во реализирање на нивните склоности и таленти што ги развиваат. Така. Нашата екипа посети еден господин повозрасен, кој што со посебни потреби, па предлагам да ја погледнеме емисијата за него, неговите размислувања за состојбата во која се наоѓа и како истата според него треба да се надмине. Ова сумирува затоа што не мислиш на ништо. Не мислиш на болеста, не мислиш на тоа што си инвалид, не мислиш на никого. Мислиш позитивно, тоа е најбитно. Мозокот ти е проориентиран таму, да не се оптеретуваш, затоа што секо оптеретување е кик за себе. И према тоа не можем, знаеш, кога ќе те нема лек или има лек, ќе се оптеретуваш од тоа, а вака немам потреба од тоа да се оптеретувам. Мисли ова, све ќе ти пројде. Мозокот ти е корелација на сите лекарства. Ја така сум го сватил тоа и така го замислувам. Колку е тешко да се изработи вакво дело? Па да ти кажем, секој ден, ако го фаќаш секој ден, можеш, например, за 6 месеца да го навезеш. Меѓутоа, ја го работам, кога сум, секој ден работам вака, ама некојаш ќе ти се досади, па ќе земем нешто друго, ќе читам. Зошто сте се одлучиле баш на ваков тип? Па ти кажем, ова го работам уште некако сега, ова го работам уште како студент. Тоа ме интересираше тоа, како кажем, наследно од прадедо. Тој бил терзија некој си, и ножичке него имам тамо, ми седат енеги 3 пара, како терзија, ама никој не ми рече да идем на конфекција да студирам пустото. Некој сите ми рекоа на технолошки факултет будала. Кога видов дека имам дарба на ова, кога и завршив со школството, тога ја почнав да студирам, пошто ми ги признајат сите испити, останав само конфекцијата и дизајнот, и ми интересираше да видим кај сум, и тога ја почнав да работам професионално шиење. Значи работам со Скопје, со вамо тамо, меѓутоа уска специјалност ми беше фустаните, и тоа со ќерка ми. Некој 100 фастана, па ќе видиш Жаклина Кенеди со венчаницата, ќе одземеш еден дел, другото не ти треба да се влече по земја 5 метра, и од толниот дел ќе ставиш нешто друго и доаѓаш сосем друг модел. Уживав у тоа моделирањето. Затоа и го студирав тој дел моделирањето. После одев ке джелота, тој занат, што јас не сум го знаел со игла, со вамо, со рука, едно друго, морав ке джелота да идем и долго време идов ке джелота, тука го научив тој занатско шиење. И кај него дојдовме до едно, така да од 9 до 9 вечерта, школското и занатското кај разликава. Дали смо негде исти или ониот памет лупаат некој работи така натаму, туе се виде кај смо. Меѓутоа научив, ти викам, од джелота она што требаше да го научим, што он ке ципа бил чирак. Јас не сум бил нигде чирак. Ја од тетек ќе ми дојде Мирко покојни, он узорци работаше и ќе ми каже, сега го работамо вака, шлицов, или од джебојте вака, джебојте така, ја веднаш применува. Значи си работам како што работа индустрија. Нема памет. Паметот едно, индустријата друго. Ја кој ќе ги изработам, ја го мерата ако ми е тачна, како што професорот ни кажувал, мерата мора да биде тачна и мерата кој мене ми е тачна, ја немам проблем.
Немам потреба ти да би доаѓа Зоран мене да ми опробува онде палцото и панталоните да ми се врти на огледало карингишпил. Што ќе ми се врти? Ти има копчина наместено, дато добро ли ти е? Добро ми е. Сврти се? Одлично. Еве ти машна од мене да ти биде. Со муштерија сум работал, после работав со некој пејачки од Скопје, Пандиловска, не за неја шија, после за нешто друго, после за некои скопјани бизнисмени, не знам кој беа тамо, ќе ти дада пари, иди од тетек земи материјали кој ти се свиѓа и 4-5 дела работа. Сега не. Сега ништо. Сега исклучиво, ако сакаш да ти сказим и така ти се длаги ојати се подвонадети, тоа да ти ги направим, или што ти се оцепани да ги штеповамо, тоа е битно. Друго не работа. Така, и у Шнајдерлок не. Да. Исклучиво сега работим ова. Како се вика тоа конкретно? Гоблен. Гоблен, така е Да, стилот? сликање на гоблен. Да. Сликање со игла. Ама стилот е малце покарактеристичен од... Па сега, од класично сликање од Рашко Кочовски што слика на платно со боје, се е мало друго, и да сгреши не е проблем, ќе го се друга боја, ќе добиеме друг нешто. Ова нема грешка параш. Според шема, така? Според шема, мрдање нема. И за кого ги изработуваат овие, да ни кажете? За себе. За себе? За себе. Ова ги оставам на децата. Што ве мотивирало во овие години да се занимавате со ова? Па еве ти викам дарба. Дарба, нешто те влече на таја основа. Мене ме влекло ова. Струја, например, еве ја столнава ламба расипана, го чекам сега да дојде Владко Струјеров да го намести. Не ме влече тоа нешто. Знаем све, да го отворим 100 пута, ама џабе ми. Дали може би ова е начин да се бориш против некои здравствени проблеми кои што... Начинот е да заборавиш она што не можеш. А за да заборават сите што имаа проблем, без разлика каков, и глава да те заболи, не мисли у неа. Остави главата на машка. Мисли дека таа ќе ти пројде. Ќе ти пројде. Ако сето тоа со љубов го замолиш, со љубов ќе ти помогне. Ако ти од инеја се грабнеш, ме боли, ова не можем, друго, ми паѓа све ова, не може ништо ти помине. Не поминува. Одмар таблетите, голце што поике. Колку го практикуваат според тоа што го знаеш другите лица со посебни потреби, да? Ретки. Некого кога ќе сретнем по улица, например, сум го сретнал криви или нешто друго, или некој имам Рувки, еден постар човек кој што е оперисан на слезина, со него контактирам, запрашам кеј е. И сега не му кажувам, ај ова земи, ај она земи, ај ова земи, ај она земи. Така да му дават до знаење да мисли позитивно. И сега овде кој доаѓа он, седи не ти треба ништо. Мисли со глава позитивно. Ништо не ти е, супер си, све ти е добро, одличен си, тоа мисли го. Ако така го навикнеш мозокот, нема проблем од себе. Мозокот е дел од компјутерот. Како ќе го навикнеш така? Ако навикнеш да те боли, ќе боли све. Не може. Што реума е реума, ишија, ама ти не мисли у него. Некој ќе те фати рука да те боли, рамата те боли, ама ако мислиш за него помислиш, Господе, ама не треба се рукава да ме боли мене. Мора да пројде, имам други проблеми, треба да навезем. Треба да онадим, ќе дојде Зоран. Ја не станувам кафе да правим, Зоран ќе ви направи сега кафе на свите. Така е. Создали некој катче тука во собата, што се има тука? Овде, например, ова катчево уживам. Овде сум сосема здрав. Уопште не е битно дали некој ќе дојде да правиме муабет или сум сам. Така да, нема. Некојаш имаш потреба од разговор и ќе викнеш тој што ти е можеш да разговараш, ќе го викнеш и попреш муабет, некојаш имаш потреба, некојаш немаш ни потреба. Што се има тука во катче, поради што ве прави среќен ова катче? Па затоа што ме прави среќен. Среќен ме прави што све има од некого. Дури и нивето од дедо ми. Од што све е земено. Значи нивето од дедо ми. Друго, например, вие дојдовте празни. Значи, че оставите микрофонот да го качимо горе, спомен дека имамо нешто од вас. Како? Значи нешто, ова ми го стаја тоа. Еден игра нон-стоп флиперница. И вика, добив 30.000.
купи ми, викам, на трен, молим те да го качим на зид, знаем дека тоа ти од тоа. Значи, овие сликеве горе планинариве ми ги даде Јовица, што е на љуботен на планинариве, нели? Он ми ги поклони. Таму има еден манастир негде во Србија се наоѓа, ми ga пратија од Србија, сретење кај Лучани, ова трубеве кај што се одржуваат, одма понатаму, тој манастир се наоѓа, таму го најдов. После има една слика, туека свите собрани, на она слика сите кај што се собрани, Буцота веќе го знаете, адвокатот, Илета Ќупе го знаете, Благета покојни го знаете, Моме Џебапче не може да не го знаете него. Ете тие, Доне покојни, тие овде биле нон-стоп, имавмо телевизор и гледавмо такмица едно друго овдека, Скара, Мара, све овде беше. Да. И за на крај, што им порачувате на лица со посебни потреби, како да ги избегнат тешкотиите? Како да ги избегнат? Сите тие потреби, штета што градов не одвои место да се најде сала ли, соба ли, било што, за да тие деца дојдем, седнем ја или некој други, да почне да ги видимо што има дарба. Секој има дарба на нешто. Има дарба на нешто. Ако не знае да везе, знае да ми го направи ланчено онам околу гуша. Значи, знае нешто да чепне да намести. Штета што Сдружение на телесни за инвалиди, ондека им саја перална туека, која отидов за книжка, тоа не чини за ништо, све упропастено е, ураснато. Значи, не се направи општинава да им даде на тие луѓе, дали полесни, дали со специјални потреби или ние инвалиди, све, да се остави на друштво да они сами работаат нешто. Нешто ќе си чепка, ќе си работа и не оптеретен со тоа што не може. Тоа е битното. Како да се изведе во општинава да одвои средства? Па што средства? Ене го, знае кај е Сдружение на телесни инвалиди? Ене го, дека у паркон. Зашто пералната га фркне туека, а не ми изградија уште едно нешто туека, за да биде сопчина 2-3 да има да работаат, работилница. Каде ќе работаат? Абе една рампа немате, бе, луѓе. Овој тротуар што не направи, како се вика, на градоначалничкава, тоа е глупост, бе. Кој тротуар, бе? Јас со штакета, ако пројдем нагоре, не дај Боже, мало ми влезе у дупката, ја можем да паднем. Чи она, имала ли, знае ли она дека има народов да пројде со штаке, без такова, тоа бие моите да трчат, ама ја не можем да трчам. Мене Антонио ме качил, например, во катастар. Со на рамо горе, колицата горе, тоа од катастар смрзна. Професор, не треба се дојде, па дојдов, што направим се. Ај сега дај ми само, дај ми тоа што ми. Значи, нема рампа. Ја идем, проаѓам, со детево проаѓаме некиња да тамо, на пешачки премин, цајкано тотамо возилава ти врва, никој не да пира. Викаме, преги да проидем, па ви како те треба да излагаш. Не си зрк. Пази до кој себе. И оја возила ти се паркирал на пролазот кај што е ниско, за да можем ја. Он паркирал туека, комбите, му викаме, тргни се. Што бе се тргнем? Немаш да се тргнем. Тргни се ти, не ми иди. Што тражите понатаму? Ова не е Маде ин Дојчланд кој бев ке ќерка ми у Бон. Па има стаза обелезена со знакот на колица. Ела газни ти на таа стаза, па ќе видиш што ќе се снајде. 500 евра одма у стартот. Многу интересен прилогот. Овде се гледа дека, нели, попреченоста не дошла когнитивно, значи со раѓањето, туку е стекната, човекот си имал своја професија. Меѓутоа, од прилогот се види дека ова бил негов скриен еден талент. Го имал, ама не го користел, додека нели немал потреба од занимавање со везење, со постојано везење. Ова е одлична можност за секој, нели, попречен човек за да види која е позитивната сила што ја има и можностите кои сам ги развива. Зошто? За да му покаже на светот дека може нешто корисно да се направи и самиот кажа
нели, од прилогот видовме дека му помага да ги надмине проблемите поврзани со болеста и поврзани со хендикепот. Одлично е ова што го покажа господинот, значи се види дека манипулативно вештие, манипулативно спретење, дека знае што сака да направи, дека има идеја што сака да направи, дека ги развива можностите, го развија својот талент, сега више тоа не го прави нити во комерцијални цели, нели? Самиот кажа дека ова го прави од чисто задоволство за да биде окупиран, да ја оттргне мислата од проблемите, нели, поврзани со неговото тешко движење, бариерите се поставени постојано во општеството, на улица, постојано имаме бариери. Значи ние немаме пешачки преминки што може он безбедно да ја помине улицата. Самиот го кажа тоа, ни една институција нема инсталирано лифт, елеватор или било какво помагало за да институцијата стане достапна до некој што има, нели, попреченост. Сите ние треба да работиме на можностите, прво за движење. Секоја институција треба да биде достапна како за луѓето што не се, нели, попречени, така и за луѓето со попреченост, со телесен инвалидитет. Треба многу да се вложи. Ми се чини дека фокусот е ставен на нешто сосема друго. А тие се исто граѓани на оваа држава, на овој град, равноправни и треба да се грижиме да овозможуваме и да градиме услови да се чувствуваат така, не декларативно. Декларативно сите ние знаеме што треба, ние сите знаеме како треба, ги гледаме примерите од страна, ама на тоа многу малку се работи. Во прилогот исто кажавме дека некогаш му е потребно и разговор. Не само вештините што ги развива, туку некогаш му е потребно на човекот и разговор. Тоа е тој момент на социализација и неможноста слободното време луѓето да го користат на еден конструктивен начин, не само да ги развива талентите, туку и социализацијските можности, способности да комуницираат и да се дружат. Тоа е шанса да им се даде треба за еден поквалитетен живот. За жал, не постои простор после 15 часот кои ќе се затворат институциите, вклучително на дневниот центар, луѓето се принудени да бидат дома, да бидат сами, да бидат изолирани. Затоа што нели неможноста самостојно да се движи, не може сам да се движи, значи му треба поддршка некој или да му атурка количката или да му помогне да не падне. Не ни е околината приспособена за едно функционирање на лице со телесна попреченост. Да. Еве, например, и за лицата со интелектуална попреченост. Дневниот центар, да, тој нуди поддршка од 7 до 15 часот. Детето, односно лицето е згрижено тамо, но што правиме после 15 часот? За еден квалитетен живот на едно дете со попреченост треба да имаат прво квалитетен живот и родителите. Што значи тоа? Дека треба да им се пружи шанса, односно да се развиваат сервисни центри кои што ќе им бидат поддршка на семејствата во извршување на сите заеднички активности, вклучително семејството треба да биде основа каде тоа лице ќе се осеќа добро. Ама, например, за да имаат едни родители квалитетен живот, па, например, да отиде у театар, да отиде на кино или на некаква прослава, или некаква забава, или на некакво патување, значи не може да го остави лицето со попреченост само. И затоа сега, еве, почетоците се на повидок, нели, се организира поддршка и со поддршка на UNDP, нели, за персоналните асистенти, ќе имаат семејствата поддршки, еве се едуцираат лица, колку е тоа ќе биде застапено во нашиот град, не знам, нели, постојат одредени пречки, се надевам дека во иднина и тие пречки ќе се надминуваат, ама е многу важно една добра поддршка да има семејството, за да може лицето да се вклучи во секојдневните текови на животот и да ги покаже можностите. Секој лице со попреченост има нешто што може да го покаже како позитива, мора да се работи на вештините негови, за стекнување на вештини, за тоа се потребни стручни лица, простор еден квалитетен, така да тоа е клучот. Да. И емпатија, добротата. Значи, ако нема разбирање, ако целокупната средина, општествена заедница нема разбирање за потребите на лицата, затоа си, нели, овие емисии, да работиме на подигање на јавната свест, зашто никогаш не знаеме, една сообраќајка го менува животот на едно лице од корен,
Еден мозочен удар го менјава квалитетот на живот комплетно и на семејството. Знаеме колку е стресниот момент, ама колку е рехабилитациониот процес тежок и колку финансиски средства бара од физикална терапија, од логопедски третмани, од движење, од чување. Значи, животот е многу непредвидлив и никој не знае како може еден ден да заврши. Затоа треба да се подига јавната свест, затоа треба да се создаваат услови каде овие лица ќе можат нормално да функционираат, да создаваме услови за нормално функционирање и тие да се чувствуваат како корисни членови на општеството, како преку развивање на вештини, преку окупациона терапија, да може да ги покаже капацитетите, да може да ги покаже вештините, да биде прво личноста задоволна, а да биде и околината задоволна од неговите капацитети и можности што ги покажува. Засег, односно, констатирав дека здруженијата се грижат, нели, за овие лица со посебни потреби највеќе, за разлика од државата. Вие рековте дека сите треба да се грижиме, вклучувајќи ги тука и родителите, па и самите себе. Пример за тоа е лицето кое што, нели, Трпко, кој што кажа дека сам се труди да ја заборави болеста, а на некој начин и сам формулал некој си клубче каде што, нели, ќе има разонода со другите лица. Како ќе го коментирате тоа? Па, јас сум член на Сдружение Церебрална парализа, речиси од самото постоење. И постоje големи напори, голем ентузијазам да почне да работи на пошироко поле. Меѓутоа, здруженијата имаат добри идеи, ама немаат доволно пари. За реализирање на било каков проект се потребни финансиски средства. За подигање на било каква кампања се потребни средства финансиски. Кажав претходно дека многу тешко се доаѓа до средства буџетски. Значи, тие средства што доаѓаат во здруженијата се многу малку. И обично се за тековно одржавање на сметката. Ако сакате да направите некаков проект на ниво на здружение, значи треба добра мотивација прво и сензибилизација на средината, на околината кај што живееме, за да биде таа идеја поддржана и тој проект поддржан. Треба да се поттикне членството на активно учество. Некако и членството ни е поприлично пасивно, затоа што сваќаат луѓето дека многу тешко се решаваат нивните проблеми институционално. И постои една немотивираност и ке членовите на здружението, значи не е само раководството на здружението, туку генерално на членовите, поактивно да се вклучат во барање на перспективи и можности за сите членови. Значи, здруженијата се добра можност да се направи еден регистар, да знаеме колку сме, на колку лица ми е потребна помош, каква помош ми е потребна, каква поддршка ми е потребна, но тука ми се чини застанува се. Се додека не се работи повеќе на проекти, не се работи повеќе на отвореност. Значи, постои можност да, еве како реализацијата на овој проект, значи, преку европски пари, има помагачи на здружението, само треба здружени со една единствена цел, повеќе да работиме на проблематиката, на целите, на задачите на здруженијата, повеќе да бидат опфатени самите членови, значи не можеме да чекаме да ни падне нешто од небо, ако сакаме нешто да го постигнеме, мораме малку и сами да се потрудиме да го достигнеме. Здруженијата може да дадат можност за развивање на потенцијали и капацитети на лицата со попреченост. Семејствата се исто тука една важна алка, карика и малку поддршка од институциите. Мислам дека ќе се решат многу работи. Би сакал да се вратам на лицата кои што ги снимавме, да не заборавам една порака која што господинот Трпко ја кажа, го правам ова да го заборавам тоа што не можам да го заборавам. Како тоа би го прокоментирале вие? Го правам тоа што како беше? Го правам тоа да го заборавам тоа што не можам да го заборавам. Да. Он е свесен за неговата попреченост, значи тоа е еден многу важен сегмент, меѓутоа неговата попреченост не е лимит за него. Го прави тоа зашто смета дека може уште да покаже. Зашто низ неговата активност кажува колку може он да биде креативен и продуктивен. Може би повеќе од... Апсолутно.
Значи ова е една многу силна порака Да. што треба да ја слушнат сите, вклучително и лицата нели со попреченост, дека не е се завршено со хендикепот, дека не е се животот не се завршува со тоа што еден дел од телото ќе ви биде нели попречен. Животот е борба постојана. И лицата со попреченост и лицата без попреченост секојдневно си водат некаква лична борба. Ова што го кажа Трпко е многу позитивно и треба да биде пример на секој со било каков проблем, не само со попреченост. Значи да се надмине проблемот низ активност, низ креативност, низ позитивна мисла. Доброта од неговото однесување можете точно да видите колку е он позитивен, добар човек. И колку е искрен, отворен. Многу е искрен, Да. многу е отворен и дава една добра позитивна мисла и водилка што секој треба од нас да ја користи. Така. Да. Една порака би сакал да слушнам од вас е за лицата со попреченост. За Како нивните што- можности? Да, како што Трпко каже во емисијата. Значи, генерален став, не само како нели лично што се занимава со попреченост веќе еве долго години, не постои личност што не може нешто да научи или што не може нешто да покаже. Значи, човекот е создаден за создавање можности за составање и креирање вештини за покажување на нешто што може. Значи, попреченоста само еден сегмент од животот. За да се развие една личност, навистина му е потребна добра поддршка, стручна поддршка, една добра околина, сензибилизирана средина и голем поттик. Мора сите да се градиме во ова општество, да даваме можности за лицата, да им помогнеме да се изградат како позитивни личности и да им помогнеме да ги покажат своите таленти и способности. Тоа е една моја генерална порака до сите, прифаќајте се. Значи, прифаќањето е алката на успехот на секоја поединка. Поддржите го напорот, дајте му рака на човекот, помогнете му да се изгради, зашто секој има многу да покаже. Така, многу ви благодарам што бевте гостинка во емисијата. Уште еднаш да потсетам, значи ова емисија се вика зборуваме за хендикопот кој што го реализира Сдруженијето за церебрална парализа во сработка со телевизија КИС. Емисијата е поддржана преку проектот Попреченоста е прашање на перцепција, што го спроведува Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми, Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, со финансиска поддршка од Европската унија. Да се надеваме дека во иднина ќе има уште вакви проекти, кај што ќе се подига јавната свест и кај што ќе може да се видат капацитетите на лицата со попреченост. Така ви благодарам уште еднаш. Уште еднаш.